Во ова, една од најстарите синагоги во центарот на Киев, воените капелани од различни вери се собраа на вечера. На трпезата разговараа за предизвиците на војната. Бидејќи се на првата борбена линија на руско-украинската војна од почетокот на целосната инвазија, тие гледаат многу паралели меѓу нивната борба и најодомнешниот напад врз Израел од страна на милитантите на Хамас. Рабинот Дейвид Милман на своите колеги им го објаснува потеклото на конфликтот Израел-Хамас. Вели дека е шокиран од нападот. Спочатку се жах, тому што в мене ж там дите. Прво бев ужаснат. Моите деца се таму. Моите внуци се таму. Тогаш не можев да разберам како е тоа можно. Вакво нешто не очекувавме. Очекувавме Хезболах, Иран, но Хамас, во споредба со Хезболах и Иран, тие се само джебни бандити. Интелигенцијата не им обрнала доволно внимание. Според Милман, рускиот напад врз Украина и нападот на Хамас врз Израел ја следеа истата книга. Вели дека Хамас не можеше да го изврши својот напад без сериозна помош и планирање од надвор. Тој се сомнева во Русија, иако како што вели за тоа нема докази. Милман ни го покажува столот на председателот Володимир Зеленски, заедно со столот на израелскиот амбасадор, во првиот ред на оваа синагога. Милман има две татковини, Украина и Израел, и чувствува дека на двете држави има потребна поддршка за борба против агресијата. Извршениот директор на Украинската асоциација за блискоисточни студии Ихор Семиволос вели дека и двете војни ги вклучуваат истите непријатели на демократијата. На стратегічному рівні, без сумніву, в цьому активно бере. На стратешко ниво нема сомнеш дека Русија и Иран се вмешани, а бидејќи Иран и Русија се наши непријатели, тоа не може да не влијае на нашиот конфликт. Станува поглобален. Според американскиот председател Џо Бајден, тоа е дел од светската конфронтација меѓу демократиите и автократиите, а ние го чувствуваме нејзиниот ефект врз Украина. Председателката на парламентарната комисија за интеграција на Украина во Европската унија, Ивана Климпуш-Цинцадзе, вели дека, цитирам, многу украинци го гледаат нападот врз Израел како дел од истата војна што ја води Украина. Таа го поддржува пристапот на председателот Бајден за комбинирање на пакетот помош за Украина и Израел. Колку што разбрав, имајќи ги предвид сите нијанси на американската политика во моментов, внатрешната политика, ова е многу паметен пристап во објаснувањето на американската јавност против што американскиот народ треба да се спротивстави во поддршка и на Израел и на Украина. Украина има значење за многу евреи. Поранешните израелски лидери, Глода Меир и Ариел Шарон, имале корени во земјата, а Милман вели дека тука се закопани многу еврејски верски личности. Вели дека секојдневно се моли за двете држави да бидат поддржани во нивната борба за опстанок.